Еден гласач, еден глас. Демократијата и владењето на правото се клучни за почитувањето на сите човекови права и фундаментални слободи. Токму затоа и Државната изборна комисија се залага за почитување на идеалите за демократија и политички плурализам, како и решеноста за градење демократско општество врз основа на слободни избори и владење на правото. Само избори кои имаат кредибилитет и ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење придонесуваат за демократски развој на општеството. Од тука првенствено произлегува и посветеноста на Државната изборна комисија кон почитувањето и остварувањето на правото на гласачот непосредно да ја практикува и демократијата заснована на почитувањето на општото, еднакво, непосредно и тајно право на глас. Вашиот несебичен професионален ангажман во работењето на изборните органи е неопходен за затврснување на темелите на демократскиот систем во нашата држава, заснован на почитување на општото, еднакво, непосредно и тајно избирачко право. Процесот на едукација ќе ви помогне за зајакнување на вашиот професионален ангажман во работењето на изборните органи. Едукацијата е клучен елемент за ваше законито, квалитетно, стручно и навремено исполнување на сите активности кои произлегуваат од надлежностите на вашиот изборен орган. Овој видеоматеријал е изготвен како помошно средство за прирачникот за едукација кој го подготви Државната изборна комисија. Тука се презентирани неколку поважни постапки, а повеќе детали се опишани во прирачникот. Вие сте огледалото на процесот во очите на домашната и меѓународната јавност. Од овие причини, од голема важност е да покажете највисоко ниво на професионализам и интегритет во вашата работа за време на спроведувањето на изборите. Вашиот ангажман треба да ја обезбеди тајноста на гласањето, но и прецизноста, интегритетот, сигурноста, транспарентноста и мирното одвивање на процесот. За непочитување на пропишаните процедури предвидени се соодветни санкции, почнувајќи со мерка за отстранување од изборните органи, парични казни и казни затвор за потешки дела против изборите. Избор и состав на избирачкиот одбор. Избирачки одбор се формира за секое избирачко место. Избирачкиот одбор е составен од председател на избирачкиот одбор, негов заменик, 4 членови и нивни заменици. Општинската изборна комисија го именува избирачкиот одбор. Активности на еден ден пред изборите. Еден ден пред изборите, членовите на избирачкиот одбор се состануваат на гласачкото место за да ги поделат улогите за денот на гласањето, да го уредат гласачкото место и да го примат изборниот материјал. Улогите на членовите на избирачкиот одбор се следните: лице кое ракува со УВ ламбата, лице кое ги проверува документите за лична идентификација и ракува со изводите од избирачкиот список, лице кое издава гласачки ливчиња и става печат, лице кое ракува со УВ спреот и лице кое е одговорно за гласачката кутија. Секој од членовите на избирачкиот одбор покрај основното задолжение врши и други работи кои се неопходни за организирање и непречено спроведување на изборите. Препорака: во текот на денот, на секој 2 часа, ротирајте се и менувајте ги своите улоги во избирачкиот одбор. Председателот и членовите на избирачките одбори и нивните заменици се должни да потпишат изјава за обезбедување на тајност и заштита на личните податоци. Формуларот за оваа изјава го добиваат од Општинската изборна комисија и по потпишувањето изјавата ја предаваат во Општинската изборна комисија. Се препорачува избирачкиот одбор да биде во полн состав. Доколку не е присутен членот, во работата учествува неговиот заменик. Општинската изборна комисија го известува председателот на избирачкиот одбор за времето на примопредавање на изборниот материјал. Еден час пред приемот на материјалите, целиот состав на избирачкиот одбор се состанува пред гласачкото место и ја уредува просторијата. При тоа ги дислоцира непотребните предмети внатре во просторијата, како саксии со цвеќе, например, за да можат сите гласачи на денот на гласањето непречено да се движат внатре во гласачкото место. Ги отстранува рекламните материјали од изборната кампања во околината на гласачкото место. Процесот на прием на изборниот материјал го надгледуваат овластените представници и акредитираните нагледувачи, но не учествуваат во него.
примопредавањето на изборниот материјал го надгледува и припадник на полицијата. За примопредавањето на материјалот се составува записник, образец број 14. По приемот на изборниот материјал, членовите на избирачкиот одбор го уредуваат гласачкото место на начин кој во текот на денот на гласањето ќе обезбеди непречено гласање. Во гласачкото место поставете ги гласачките паравани за да се обезбеди тајност и никој да не може да види како гласачот го пополнува гласачкото ливче. Задолжително поставете го и параванот наменет за гласачите со попреченост. Внимавајте постелите со инструкции и насоки да бидат поставени на видливо место. Добивате еден кочан со гласачки ливчиња за избор на председател на државата. Гласачките ливчиња ги добивате во кочан. Секое гласачко ливче има серијски број. Серијскиот број е испечатен на делот од гласачкото ливче кој останува на кочанот. Проверете го кочанот внимателно. Искористете ги серијските броеви за да проверите колку гласачки ливчиња сте добиле во кочанот. Од серијскиот број наведен на кочанот на последното ливче се одзема серијскиот број наведен на кочанот на првото ливче и разликата се зголемува за +1 според следната формула. Бројот на гласачки ливчиња мора да се совпаѓа, односно да е ист со бројот на гласачи запишани во изводот од избирачкиот список за соодветното гласачко место. Некои избирачки одбори пред денот на изборите ќе спроведат и гласање на болни и немоćни гласачи. Постапка за гласање на болни и немоćни лица и лица во куќен притвор. Веднаш по приемот на изборниот материјал, избирачкиот одбор спроведува постапка која ќе овозможи гласање на болни и немоćни лица. Постапката за гласање на болни и немоćни лица е идентична со постапката за гласање на гласачкото место, со таа разлика што се спроведува во домот на гласачот. Гласањето се спроведува на адресата која ја пријавил гласачот и може да се разликува од адресата во документот за лична идентификација. Пријавената адреса за гласање мора да биде на територијата на истата општина. Гласање на болни и немоćни лица. Болните и немоćните лица гласаат во својот дом, односно пријавената адреса, еден ден пред денот на одржување на изборите. Општинската изборна комисија доставува до избирачкиот одбор список на болни и немоćни гласачи за кои треба да се спроведе гласање во домашни услови. Задолжително проверете дали гласачите од списокот кој сте го добиле од Општинската изборна комисија се запишани во изводот од избирачкиот список на вашето избирачко место. Потоа, избирачкиот одбор ги откинува гласачките ливчиња од кочанот. Со себе носи само онолку ливчиња колку што гласачи има на листата. За да го спроведе гласањето на немоćните и болните лица, избирачкиот одбор со себе треба да понесе извод од избирачкиот список плюс посебниот извод од избирачкиот список, УВ ламба, УВ спреј, печатот со број на избирачкото место, гласачки ливчиња колку што има гласачи на листата добиено од Општинската изборна комисија, празни мали пликови, за секој откинато гласачко ливче по еден плик, гласачка кутија запечатена со сигурносни ленти, перниче за отпечаток од прсти во случај некој од гласачите, болни и немоćни, да е неписмен, шаблон за гласање со брајева азбука и граничникот за потпишување. Избирачкиот одбор ги посетува домовите на гласачите. При гласањето, избирачкиот одбор ја спроведува целосната постапка за гласање чекор по чекор, при што на гласачот му се обезбедува тајност на гласањето. Ако гласачот кој е на листата на гласање не го пронајдете на пријавената адреса,
Продолжете со спроведување на гласањето за останатите од листата. Избирачкиот одбор не се враќа во домот на изгласач. Акредитираните наблюдувачи и овластените представници имаат право да ја следат целата постапка. По враќањето на гласачкото место, кутијата со пликовите во неа, запечатена со сигурносните ленти, се остава на гласачкото место. Ако останат неупотребени гласачки ливчиња, избирачкиот одбор ги забележува причините поради кои гласачките ливчиња останале неупотребени во дневникот за евиденција на настани. На овие гласачки ливчиња, избирачкиот одбор им го откинува долниот десен агол. Овие ливчиња избирачкиот одбор ги чува во посебен плик. При сумирањето на резултатите, неупотребените ливчиња се евидентираат заедно со останатите неупотребени ливчиња од гласањето на денот на изборите. Пред да го напуштите гласачкото место, доверливиот изборен материјал ставете го во една од прозирните пластични вреќи и на налепницата запишете го бројот на гласачкото место. Прочитајте го бројот на сигурносната лента и запишете го во дневникот. Дневникот ставете го во вреќата. Запечатате со нумерираната сигурносна пластична лента. Во оние гласачки места каде што нема услови, изборниот материјал да биде оставен во посебна просторија која може да се заклучи. Изборниот материјал задолжително се остава на чување во просторија на Општинската изборна комисија. Избирачкиот одбор го напушта гласачкото место. Со тоа завршува работата на избирачкиот одбор за тој ден. Избирачкиот одбор работи се додека сите кои се на листата за болни или немоćни не добијат можност да гласаат. Препорачливо е тоа да биде во периодот од 7 до 19 часот. Ден на избори, подготовки пред да почне гласањето. На денот на изборите, сите членови на избирачкиот одбор пристигнуваат пред гласачкото место во 6 часот. Ако некој член на избирачкиот одбор е одсутен, председателот ја известува Општинската изборна комисија. Овластените представници на подносителите на листи на кандидати се легитимираат пред избирачкиот одбор така што покажуваат беџ за идентификација издаден од Општинската изборна комисија и документ за лична идентификација. Избирачкиот одбор врши увид во просторијата и го пополнува записникот образец број 15. За овластените представници и акредитираните наблюдувачи обезбедете позиција од која ќе имаат целосна прегледност на целокупниот процес. Доколку избирачкиот одбор претходниот ден спровел гласање во домовите на болни и немоćни лица или лица во куќен притвор, се отвораат запечатените пликови со гласачки ливчиња. Председателот на избирачкиот одбор ги покажува празните гласачки кутии и броевите на нумерираните сигурносни пластични ленти. Се запечатува гласачката кутија со сигурносни ленти. Броевите на сигурносните ленти се запишуваат во дневникот за евиденција на настани.
Без да може да се види за кого е гласано, едно по едно ливчињата се спуштаат во соодветната кутија. Бројот на овие гласачки ливчиња се запишува во записникот број 16. Гласачкото место се отвора во 7 часот. Времето на отворањето на гласачкото место се внесува во записникот образец број 16 и во дневникот за евиденција на настани. Изборите се транспарентни. Соработка со медиумите, домашни и меѓународни наблюдувачи. Представниците на медиумите можат во секое време да го посетат гласачкото место. Домашните новинари пред избирачкиот одбор се легитимираат со акредитација издадена од неговата или нејзината новинарска куќа, од Сдруженијето на новинари на Македонија ЗНМ или од Македонската асоциација на новинари МАН и документ за лична идентификација. Странските акредитирани новинари се легитимираат со беџ издаден од Државната изборна комисија. Домашните и странските акредитирани новинари можат да бидат присутни на гласачкото место се додека трае гласањето. Претседателот на избирачкиот одбор може да даде изјава само за технички информации околу изборниот процес, например, бројот на запишани избирачи во изводот од избирачкиот список, податоци за излезноста на гласачите до моментот на давањето на изјавата и слично. За информации поврзани со прашања за текот на гласањето и изборниот процес, новинарите се упатуваат на Државната изборна комисија. Изборниот процес можат да го следат акредитирани домашни и меѓународни наблюдувачи. За овластените представници и акредитираните наблюдувачи, дозволено е од непосредна близина да го следат утврдувањето на идентитетот на гласачите, непречено да ја наблюдуваат постапката за гласање без да ја нарушуваат тајноста на гласањето. А никако не е дозволено да имаат увид во просторот зад гласачките паравани. Представниците на подносителите на листи на кандидати, наблюдувачите и гласачите на денот на гласањето на гласачките места не смеат да користат мобилен телефон, апарат или други средства за фотографирање на гласачкото ливче. Избирачкиот одбор може да го отстрани од гласачкото место секое лице кое не се придржува кон оваа забрана. Постапка за правилно гласање. Право на глас имаат само граѓаните кои се запишани во избирачкиот список и поседуваат важечки документи за лична идентификација, а тоа се лична карта или пасош. Членот на избирачкиот одбор задолжен за ракување со UV-ламба ја вклучува UV-ламбата и со неа поминува преку целиот десен палец на избирачот за да провери дали има траги од невидлив UV-спреј. Не ја чува UV-ламбата вклучена цело време, туку ја вклучува само заради проверка на гласач. Членот на избирачкиот одбор кој ги проверува документите за лична идентификација и кој ракува со изводите од избирачкиот список, го утврдува идентитетот на избирачите врз основа на нивните документи за лична идентификација. Проверува дали избирачот се наоѓа во изводот од избирачкиот список. Задолжително се проверува и последниот извод од избирачкиот список. Гласачот се идентификува со важечки документ, лична карта или патна исправа, пасош. Избирачот кој го нема во изводите на избирачкиот список го упатува во надлежното подрачно одделение Канцеларија на Државната изборна комисија, да ја посети интернет страницата https://избирачки список.gov.mk за да провери дали е запишан во избирачкиот список и доколку е, во кое избирачко место може да гласа. Членот на избирачкиот одбор кој го издава гласачкото ливче става печат со бројот на избирачкото место само на предната страна на гласачкото ливче на определеното место за ставање печат. Му го дава гласачкото ливче на гласачот му ја објаснува техниката на гласање. Овој член на избирачкиот одбор откинува гласачко ливче откако ќе пристапи гласачот, а не ги кине гласачките ливчиња од кочанот претходно. Членот на избирачкиот одбор задолжен за UV спреј го прска десниот палец на гласачот. Доколку избирачот нема десен палец, обележувањето се врши на палецот на левата рака, а доколку избирачот нема палец на двете раце, не се врши обележување. Ова се евидентира во дневникот за евиденција на настани. Членот на избирачкиот одбор задолжен за кутијата за гласање внимава да се обезбеди тајност на гласањето.
За цело време на гласањето, тој седи блиску до кутијата за гласање. За време на гласањето, избирачкиот одбор треба на гласачот да му обезбеди да биде сам зад гласачкиот параван. Се забранува фотографирање на гласачкото ливче со мобилен телефон или фотоапарат. Гласачкото ливче треба да биде превиткано. Не смее да се дозволи гласачот да го напушти гласачкото место без да го остави гласачкото ливче во гласачката кутија. Во случај кога гласачот кој добил гласачко ливче одбива да го стави гласачкото ливче во гласачката кутија, веднаш се повикува полицијата да интервенира. Овластените представници и набљудувачи го следат процесот, но никако не смеат да го попречуваат гласањето. Гласачот не смее безпотребно да се задржува во гласачкото место повеќе од потребното време за гласање. Избирачкиот одбор се грижи за одржување на редот и мирот во гласачкото место. Ако има потреба, избирачкиот одбор може да побара помош од полицијата за воспоставување ред на гласачкото место. Специфични ситуации при гласањето. На денот на изборите може да се појават и одредени специфични ситуации и избирачкиот одбор треба да биде подготвен да се справи со истите. Право на глас има секое лице кое е запишано во изводот или посебниот извод од избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Никакви други документи не смеат да се прифатат за утврдување на идентитетот на гласачот. Не може да гласа лице кое не се наоѓа на изводот од избирачкиот список, не поседува соодветен документ за идентификација, веќе е обележан со UV спреј за обележување на гласачи, ќе одбија да се потпише во изводот од избирачкиот список, не дозволува да биде обележан со UV спреј за обележување на гласачи, одбива да земе некое од гласачките ливчиња. Гласање на лица на кои им е потребна помош при гласањето. Гласање на лица со физичка попреченост. На лицата со физичка попреченост кои не можат да влезат, односно да пристапат до гласачкото место, избирачкиот одбор е должен да им овозможи пристап во гласачкото место, за да можат да го остварат своето право на глас. Доколку лицето со физичка попреченост со себе не довело придружник кој ќе му помогне да пристапи во гласачкото место, избирачкиот одбор е должен од гласачите кои во тој момент се затекнале на гласачкото место да определи лица кои ќе му помогнат да влезе и пристапи во гласачкото место за да го оствари своето право на глас. Лицето кое помага го пополнува гласачкото ливче во име на гласачот само во случај кога гласачот е слеп или е со оштетен вид, а при тоа не го користи правото да гласа со шаблонот со Браева азбука или има телесна попреченост заради која не може сам да го пополни гласачкото ливче. Гласачката кутија треба да се постави на височина која е соодветна за лице во количка да може самостојно, без помош, да го стави ливчето во неа. Доколку тоа не е можно, членот на избирачкиот одбор кој внимава на гласачката кутија ја спушта кутијата на соодветна висина како би можеле гласачите во количка сами да го стават своето гласачко ливче во кутијата. Гласање на слепи лица и лица со оштетен вид со помош на шаблон со Браева азбука. На секое гласачко место ќе биде доставен и по еден шаблон за гласање со Браева азбука. Доколку гласачот е слеп, избирачкиот одбор ќе му го понуди шаблонот за гласање. Гласачот може да го искористи доколку ја познава Браевата азбука.
По користењето, гласачот го враќа шаблонот на избирачкиот одбор. Гласање на неписмени лица. Избирачкиот одбор треба да внимава при утврдувањето на идентитетот на овие гласачи. Тие на местото за потпис во документот за лична идентификација имаат XXX. Неписмените лица на местото за потпис во избирачкиот список ставаат отпечатокот десен показалец. Овие лица имаат право на помошник при гласањето. Доколку гласачот со себе не повикал лице кое ќе му помогне при гласањето, тогаш избирачкиот одбор од присутните гласачи на гласачкото место ќе определи лице кое ќе му помогне. Лицето кое помага во никој случај не смее да биде член на избирачкиот одбор, овластен представник на подносителите на листи на кандидати или некој од набљудувачите. Едно лице може да помогне само на двајца гласачи на кои им е потребна помош. Зад параванот, лицето кое помага ја чита содржината на гласачкото ливче и потоа го напушта параванот, овозможувајќи му на неписменото лице самостојно и во тајност да го одбележи гласачкото ливче. Забрането е едно лице да гласа за друго лице. Секој гласач гласа самостојно зад параванот. За демократски избори, еден од главните принципи кои мора да се почитува е еден гласач, еден глас. Обврска на избирачкиот одбор е во целост да ја спроведе оваа одредба. Во ниту еден случај не е дозволено повеќе гласачи да се најдат зад параванот во исто време, без разлика дали се од исто семејство. Семејното и групното гласање, како и гласањето во име на друг, се забранети. Согласно изборниот законник, групното гласање представува основ за поништување на гласањето на гласачкото место. Ваша обврска како избирачки одбор е да го спречите секој обид за групно гласање. Секој обид за групно гласање да го евидентирате во дневникот за евиденција на настани. Забраната за групно гласање и гласање во име на друг се однесува на: забрането е двајца или повеќе гласачи, без разлика дали се членови на исто семејство, да гласаат заедно зад гласачкиот параван. Поднесување приговори од гласачите. Секој гласач има право до Државната изборна комисија да поднесе приговор за заштита на личното избирачко право и приговор поради неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. Избирачкиот одбор е должен на секој гласач кој ќе му се обрати со намера да поднесе приговор, да му издаде образец за поднесување приговор или да го упати да го пополни електронскиот формулар на приговорот на www.приговори.sec.mk. Образци за поднесување приговор се: образец број 23А, кој се однесува на приговор за заштита на личното избирачко право, и образец 23Б, кој се однесува на неправилности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. За поднесените приговори на образец во хартиена форма, избирачкиот одбор веднаш ќе ја извести општинската изборна комисија за да ги подигне приговорите. Затворање на гласачкото место. Гласачкото место се затвора во 19 часот. На гласачите кои во 19 часот се затекнале во објектот во кој се гласа, избирачкиот одбор ќе им овозможи да гласаат. Во 19 часот, членот на избирачкиот одбор кој работи со UV ламбата ќе застане на крајот на редот од гласачите кои се затекнале во објектот. При тоа не дозволува други гласачи кои дополнително ќе дојдат после 19 часот да гласаат. Кога и последниот гласач од редот ќе гласа, само овластените лица можат да останат на гласачкото место. Во случај на прекин на гласањето. Доколку гласањето е прекинато пократко од 1 час, завршува во 19 часот и не се продолжува. Доколку гласањето е прекинато повеќе од 1 час, а помалку од 3 часа, се продолжува по 19 часот за онолку колку што траел прекинот. Доколку гласањето е прекинато подолго од 3 часа, гласањето се прекинува и не продолжува тој ден.
броење и сумирање на резултатите. По затворањето на гласачкото место се пристапува кон броење на гласовите и сумирање на резултатите. При тоа не е дозволено присуство на неовластени лица. Ако некој од присутните го напушти гласачкото место, нема да му се дозволи да се врати. На неупотребените гласачки ливчиња по пребројувањето им се кине долниот десен агол. Избирачкиот одбор ги пребројува потписите и отпечатоците од прст од гласачите во изводот и во посебниот извод од избирачкиот список. На овој начин се определува вкупниот број на гласачи кои гласале. Со ждрепка определете еден член од избирачкиот одбор кој ќе ги вади ливчињата од гласачката кутија. Проверете ги броевите на сигурностните ленти дали соодветствуваат со оние запишани во дневникот при отворање на гласачкото место. Председателот на избирачкиот одбор го покажува ливчето на сите присутни. За важечко гласачко ливче се смета она гласачко ливче од кое на сигурен и недвосмислен начин може да се утврди за која листа на кандидат избирачот гласал со заокружување на редниот број пред подносителот на листата. Сигурен и недвосмислен начин на изразување на волјата на избирачите би представувало гласачко ливче на кое избирачот наместо редниот број пред подносителот на листата го заокружил името и презимето на кандидатот или символот на подносителот на листата. Сите гласачки ливчиња обележани на поинаков начин се неважечки. Непополнетите ливчиња прецртајте ги по целата должина со една линија, потоа ставете ги во купчето со неважечки ливчиња. Пристапете кон броење на важечките ливчиња. Преброените ливчиња спакувајте ги во посебните пликови, а резултатите запишете ги во записникот број 16. Доколку по завршеното броење бројките на добиени и искористени гласачки ливчиња не се согласуваат, пристапете кон повторно броење. Исправка на погрешно внесени податоци во записникот. Доколку по некоја случајност во записникот се внесени погрешни податоци, избирачкиот одбор е должен да внесе исправка. Со коса црта прецртајте го погрешниот податок, но така да остане видлив. До него внесете го точниот податок. Ставете печат и потпис од председателот на избирачкиот одбор. Причината за промена се запишува во образецот број 20 со потпис и печат на председателот на избирачкиот одбор. Избирачкиот одбор добива само по еден примерок на оригиналниот образец број 16 со печат од Државната изборна комисија. Внимателно чувајте го. Постапка за внесување на забелешки од овластените представници и акредитираните наблюдувачи. Секој овластен представник на подносителите на листи има право да внесе забелешка во записникот од гласачкото место. Секој акредитиран наблюдувач има право да внесе забелешка во дневникот за евиденција на настани. Доколку овластените представници на подносителите на листи во текот на гласањето забележат нерегуларности или кршење на изборната процедура, имаат право да побараат од председателот на избирачкиот одбор да стават забелешка во записникот. Доколку акредитираните наблюдувачи во текот на гласањето забележат нерегуларности или кршење на изборната процедура, имаат право да побараат од председателот на избирачкиот одбор да стават забелешка во дневникот за евиденција на настаните. Забелешките ги внесува председателот или неговиот заменик. По завршување на гласањето, забелешките се внесуваат во записникот од гласачкото место. Финални активности на гласачкото место. Откако ќе го потпише записникот број 16, избирачкиот одбор ги пополнува и подпишува карбонизираните копии од образецот број 16.
Откако членовите на избирачкиот одбор ќе го потпишат записникот за сумирање на резултатите, образецот број 16, председателот на избирачкиот одбор е должен да го фотографира и преку Viber апликација да го прати до соодветниот сервисен број на Државната изборна комисија за таа намена. На видно место на објектот каде е сместено гласачкото место се истакнува, односно се лепи една пополнета карбонизирана копија од табеларниот дел на секој од образците број 16. Пакување на гласачкиот материјал. Во продзивната пластична вреќа за транспорт на доверлив материјал, на која е ставена лепенка со бројот на избирачкото место, се пакува запечатениот плик во кој претходно се ставени употребените гласачки ливчиња, важечки и неважечки гласачки ливчиња, запечатениот плик со неискористени гласачки ливчиња и кочанот од употребените гласачки ливчиња, запечатениот плик со дневникот за евиденција на настани и изводите од избирачкиот список. Во продзивната вреќа на која нема налепница се пакува недоверливиот изборен материјал. Оригиналниот записник од сумирањето на резултатите, образец број 16, записникот за предавање на изборниот материјал, образец број 20, печатот со бројот на гласачкото место, УВА ламбата и УВА спреот за обележување на гласачите не се пакуваат во вреќата со гласачкиот материјал. Председателот на избирачкиот одбор ги предава на рака на председателот на Општинската изборна комисија. Изборниот материјал до Општинската изборна комисија го доставува председателот во придружба на членовите на избирачкиот одбор и заинтересираните овластени представници. За повеќе информации, погледнете го прирачникот на Државната изборна комисија. Следете ги информациите на интернет страницата www.sec.mk. Само доследно и целосно спроведување на пропишаните процедури за гласање придонесува за слободни, фер и демократски избори.